Колега Талевски, во вашето излагање слушнавме за се, освен за најважното што всушност денес ни е точка на дневен ред, а тоа се досегашните достигнувања на Министерството за локална самоуправа и планот за работа на Министерството, како и планот за работа на првиот човек кого денес го предлагате за да раководи со Министерството. Добро ќе беше да кажете во каква состојба Пенов го наследува Министерството, во кое врие од непотизам. Што ќе биде со дебаклот на инфраструктурен план, каде 5 години ништо не е поместено, освен што се задолжуваме за таа намена. Сакав од вас да слушнам што Пенов планира да направи за заживување на туризмот во локалните самоуправи, што ќе превземе во насока на порамномерен регионален развој, како ќе го поттикнува развојот на стопански неразвиените подрачја и така натаму. Но денес, наместо да говорите за мерки за помош на граѓаните за спас од високите цени, за поддршка на стопанството и компаниите, вие говорите за делење на министерски функции и фотели. Тоа се вашите приоритети. Се дрзнавте дури да спомнете инфраструктура. 5,5 години како сте власт и нема нова инфраструктурна инвестиција. Автопатот Кичево-Охрид не е мрднат од мртвата точка. Буквално со години го ветувате автопатот Скопје-Блаце, а заглавивте уште на првите неколку метри. Експресните патишта што ги почна ВМРО ДПМН од Штип до Кочани и Штип до Радовиш, уште се во фаза на изградба, а за патот кон Прилеп вие самите најдобро си знаете. Тотален дебакл на инфраструктурно поле се е застанато цели 5,5 години. Ги обвинивте градоначалниците на ВМРО ДПМН, кои веќе ја покажуваат разликата во владеењето и управувањето со народните пари, и тоа е нешто што најмногу ве плаши. Ке ви спомнам дека само во последниве 2 месеци во општина Охрид се асфалтираат улици, се поставуваат нови водоводни линии, се изведуваат нови фекални канализации, се санираат потпорни зидови, се исплаќаат заостанати обврски, се подигнува нивото на хигиена во училиштата и, што е најважно, во Охрид се врати спортот, во Охрид се зачува традицијата на Охридскиот пливачки маратон, на кој вашиот така наречен председател без трошка, срам и образ дојде да се фотографира откако посегне да го укине. Затоа, наместо да се зацкривате зад веќе реализирани проекти од оние што работеа, доблесно би било да си признаете дека ситуацијата е лоша и дека ќе мора да работите затоа што времето минува, а не оставате никаква трага зад себе. Затоа, она што е најпотребно е што побрзо да се заминете, затоа што не успеавте да го подобрите животот на граѓаните во ниту еден сегмент. Ви благодарам. Контрреплика Миле Талевски.